Колку избирачи и на колку места ќе можат утре да го остварат своето избирачко право? Колку кандидати се на избирачките ливчиња, каде се намалила, каде се зголемил бројот на избирачи и каква излезност може да се очекува? Целата слика за 8-те локални избори ја има Александар Спасовски. Александар, каква е статистичката слика за овие локални избори? Промени ли нешто значајно фактот што овој пат независните кандидати можа да се вклучат во изборниот процес со само 2 потписи? Не, практично речи си да немаше промени. Одиме веднаш да го прикажеме тоа. Графички имаме 576 кандидатски листи кои што влегуваат во трка за советничките места на овие избори, 4 повеќе од локалните избори во 2021-та. Вкупно се кандидирале нешто под 10.500 кандидати за советници, 33 помалку од локалните избори во 2021-та. Имаме вкупно 1319 слободни советнички места, што е за 28 помалку од локалните избори во 2021-та, и кога ќе се направи овдека една анализа, кога ќе се извади просекот за едно советничко место, имаме кандидирано 7,96 кандидати, што е нешто благо намалување во зголемување во односно на 7,81 што беше на локалните избори во 2021-та, што е 0,15% поени. Кога сме кај градоначалничките кандидатури на овие избори, имаме 10 градоначалнички кандидатури повеќе во однос на изборите во 2021 година, и кога ќе го направиме просекот за едно градоначалничко место, во просек имаме 3,81 кандидат, што е некое благо зголемување од само 0,12% поени во однос на локалните избори во 2021 кога имавме 3,69 кандидати за една позиција. Она што е различно во овој изборен процес е бројот на избирачки места се намалуваат за 6, со оглед на тоа што во 6 избирачки места практично веќе нема гласачи и на овие избирачки места нема да се гласа, значи одиме со 6 избирачки места помалку во однос на претходниот изборен процес. Она што е интересно и треба да се спомене е дека во 21 општини има само 2 кандидатури, што прави известно дека токму во овие општини, најмалку во 21 општина, веројатно ќе имаме избор на градоначалник уште во првиот круг. Се разбира, треба да се исполни оној услов на гласање да излезат повеќе од 1/3 од вкупниот број на избирачи. Според родовата структура во овој изборен процес кај градоначалничките кандидатури имаме само 10% кандидати за градоначалници жени. Сликата е нешто по-избалансирана кај кандидатурите за општинските совети, таму 55% од кандидатите се мажи, 45% се жени. Оно што е ново во овој изборен процес, односно различно во однос на претходните локални избори, ќе го видиме на следната графика, може да се забележи дека имаме намалување на бројот на советнички места со оглед на тоа што практично и немавме попис со децении. Пописот кој што беше спроведен во пресред на овој изборен процес донесе намалување во вкупно 10 општини на бројот на советници. Најмногу загуби Гостивар, каде што поради намалување на бројот на население во општината, овој општински совет ќе број 8 советници помалку, по 4 советници помалку ќе имаат општинските совети на Јегуновце, Тетово, Новосело, Желино и Крива Паланка, по 2 помалку во Куманово, Дебарца, Пехчево и Центар Жупа. Единствени општини кои што имаат раст на бројот на советници се Скопски Карпош и општината Студеничани. Александар, каква е состојбата во однос на избирачкиот список? Имаме помалку или повеќе избирачи споредено со претходните изборни циклуси? Имаме поголем број на избирачи, но и таа разлика не е многу голема. Може да го видиме тоа на следната графика. Може да се забележи дека во овој изборен процес имаме 1.832.415 избирачи запишани во единствениот избирачки список. Треба да се има предвид дека од оваа бројка околу 112.000 избирачи се запишани во посебниот извод на избирачкиот список, каде што се запишуваат избирачите кои што се со привремен престој или работа во странство. Може да се овде правиме практично пресек на бројот на избирачи во избирачкиот список во последните изборни циклуси од 2017-та. Навака имаме нешто помалку од 20.000 гласачи повеќе од парламентарните избори и нешто
повеќе од околу 8.000 гласачи повеќе од локалните избори во 2021 година. Може да видиме и како изгледаат најголемите и најмалите општини по бројот на избирачи на ниво на цела Македонија. Овде може да се забележи дека Куманово и натаму останува најголема општина според бројот на гласачи, има преку 94.000 гласачи, што е над 5% од вкупното гласачко тело на ниво на цела Македонија. Следат Тетово и Гостивар, кои што имаат по повеќе од 80.000 гласачи. Интересно е да се спомене дека практично секој 10 гласач во Македонија живее во општините Тетово и Гостивар. Со последното намалување Битола падна некаде под 80.000, во моментов има 77.253 гласачи, што е практично околу 4% од вкупното гласачко тело на ниво на Македонија. Во петте најголеми општини во Македонија, единствена скопска општина е општина Аеродром, која што има нешто помалку од 70.000 гласачи. Треба да се напомене дека меѓу најмалите општини и натаму општина Лозово го држи тој примат на општина со најмал број на гласачи, единствена под 2.000 гласачи. Тука се општините Вевчани, Новаци, Зрновци и Дојран, кои што се тука под 3.000 гласачи. На ниво на цела Македонија има вкупно 15 општини кои што имаат помалку од 5.000 гласачи. Во нив, во сите овие 15 заедно живеат нешто повеќе од 52.000 граѓани, што е некаде околу 2,8% од вкупното гласачко тело на ниво на цела Македонија. Лош податок е што практично сите мали општини, со исклучок на Вевчани, бележат намалување на бројот на гласачи во однос на претходниот изборен процес. Има некои од малите општини кои што имаат и драстично намалување на бројот на гласачи, како што се Новаци, Могила, каде што намалувањето се движи помеѓу 10 и 15%. На овој дел од графиката може да се забележи како изгледаат општините според површина. Ова се најголемите општини според површина на ниво на Македонија. Може да се забележи дека Прилеп е најголема општина со нешто помалку од 1200 километри квадратни. За споредба, тоа е двојно повеќе од целата територија на град Скопје, оние 10 скопски општини. Следи општина Кавадарци со нешто под 1000 километри квадратни. Општина Чашка има над 800 километри квадратни, меѓутоа мал број на гласачи, и практично ова е општината каде што може да се каже има најретко населена општина на ниво на Македонија. Александар, каде имаме најголема промена во тоа колку избирачи се запишани? Знаеме какви се трендовите на миграција и селување, намален наталитет, какво е движењето? Најголема промена во нагорен правец има во општина Студеничани, најголема промена во надолен правец има во општина Битола, и тоа го покажува токму оваа графика. Може да се забележи дека близу 4,5% се намалил бројот на гласачи во општина Битола од изборите локални во 2021 па се до овие, и може да се забележи дека над 8% пораснал бројот на гласачи во општина Студеничани, која што е општина и со најголем пораст на овие локални избори. Ова се практично 10 општини кои што направиле најголема процентуална разлика во однос на локалните избори во 2021 година. Го спомена Аеродром како една од најголемите топ 5, односно општини кои имаат најголем број на запишани избирачи. Каква е состојбата на ниво на град Скопје? Во Скопје има нешто помалку од 7.000 гласачи повеќе во однос на изборите од 2021. Вака изгледа состојбата во главниот град. Тука најголема е општина Аеродром, каде што има нешто помалку од 70.000 гласачи, што е 3,75% од вкупното гласачко тело на ниво на цела Македонија. Следи Газибаба, пошто доаѓаат Чаир, Карпош и Киселавода. Во општина Центар имаме нешто помалку од 45.000 гласачи. Општина со најмал број гласачи на ниво на град Скопје е општина Шутово Ризари. Таму има нешто помалку од 24.000 гласачи. Инаку на ниво на цело Скопје во единствениот избирачки список се запишани 474.304 гласачи, што е практично 1/4 од вкупното гласачко тело на ниво на цела Македонија.
Вака изгледаат скопските општини според површина. Скопје има 593 километри квадратни, најмала и веројатно и најгусто населена општина е општина Чаир, каде што на 3,52 километри квадратни се распоредени близу 60.000 гласачи. Општина Центар не е нешто многу поголема, иако двојно од Чаир, меѓутоа исто така густо населена општина. Најголема општина на ниво на Скопје е општина Сарај, каде што има нешто под 230 километри квадратни, многу пати над 65 пати повеќе од територијата на Чаир, што значи дека практично 65 пати Чаир би можел да се смести во општина Сарај. Александар, она што мислам дека ќе биде најзначајно во текот на првите часови од утрешниот ден од гласањето е каква ќе биде излезноста. Очекувано е секогаш за локалните избори да има помал интерес за гласање, што не мора да значи дека ќе биде така, за разлика од парламентарните за кои има посилен набој. Какви се бројките во овој дел, што може да се очекува, земајќи го предвид нашето искуство со локални избори? Во разговорите кои што ги имав пред се со оние луѓе кои што спроведуваат анкети, кои што работат на анализа на јавното мислење, сите се скептици дека ќе поминеме 50% излезност на овој изборен процес, а и трендот води некако во таа насока. Одиме на следната графика, овде може да се забележат практично сите изборни процеси кои што се однесуваат на локални избори од 96-та па се до последните локални избори во 2021-та. Може да се забележи поној неочекуван раст во 2013-та, може да се забележи веќе еден, па може да се каже и остар пат, може да се види дека од 2017-та до 2021-та имаме безмалку 7% поени намалување и вистинско прашање, веројатно она на кое што ќе бараме одговор во текот на целиот ден и она на што ќе посветиме најмногу внимание следејќи го, ќе биде каква ќе биде излезноста во овој изборен процес. Како што кажав, се очекува излезност некаде под 50%, меѓутоа се е можно и веројатно ќе треба да почекаме да дојде 19 часот за да имаме попрецизни информации. На следната графика ќе може да видиме како изгледале практично сите изборни процеси од осамостојувањето на Македонија до денеска. Оние во црвена боја се парламентарните избори, во жолта боја се обоени локалните избори, додека пак председателските се во сина боја. Тоа е она кое што ќе го следиме во текот на утрешниот ден. Се разбира, аналитичкиот центар на Сител, во кој што работат повеќе од 20 луѓе, повеќе од еден месец ги собира, анализира и графички ги обработува податоците и веројатно тоа ќе биде една од подобрите причини целата изборна програма да се следи токму овде на Сител. Традиционално ние секогаш ги имаме први резултатите и секогаш ги имаме најдобрите анализи. Александар, така е. Утре во 8 часот почнува нашата програма со информативни изданија. Аналитичкиот центар ќе се вклучува во 12, 14, 16 и 19 часот, а потоа и во отвореното студио кое почнува од 20 часот, значи и во утринските изданија од 8 па натаму, а потоа и од пладне. Први ќе ги имаме бројките информациите во однос на излезеноста, а потоа и резултатите. Ти благодарам за ова статистичка анализа.